Знаете што, СДСМ со нивното доаѓање закочија буквално се. За некои работи објавија дека целосно ги откажуваат и нема да ги прават, како да речеме училиштето во Визбегово, каде што ги скратија во со ребалансот ги скратија средствата за градба на тоа училиште. Драмскиот театар исто така ги скратија средствата. Театарот во Охрид, универзалната сала и многу други објекти, а за некои пак ги запреа на одреден период, укажувајќи дека, односно измислувајќи дека има некакви пропусти, грешки во проектот, па сега они као треба да ги поправат, исправат и така натаму. Всушност, целата борба е да се покаже дека и тие нешто учествуваат во овој проект кој што го обезбеди поранешната влада, обезбеди 374 милиони евра за изградба на автопат помеѓу Кичево и Охрид, кој што околу половина и се заврши во времето на нашиот мандат. Само што дојде новата влада го запре. Пред тоа работеа 1200 работници таму, 500 машини на терен и одеднаш првиот ден откако дојдоа викаат има проблеми, има грешки, го запреа. И сега со месеци ќе чекаме као нешто тие да подобрат, да исправат и така натаму, нешто што воопшто нема потреба да се запираат работите. Од причина што кога се гради автопат, тоа можеби секој човек не го знае, но тие што се занимаваат со таа работа добро знаат, секогаш искрснуваат по некои проблеми кои што се решаваат вод. Вод значи автопатот се гради, додека се гради се решаваат проблемите. Сега нова влада за да покаже дека нешто крупно таа завршила, исправила, направила и така натаму, бидејќи нема никакво учество досега во правењето на автопат, го запре работењето, го сведе на минимум. Значи од 1200 работници сведено е на можеби, не знам, неколку десетина работници. 500 машини ги нема на терен, сведено е исто така на десетина машини. Работите се забавени, запрени и ќе чекаме некое време кога ќе објават дека наводно ги разрешиле проблемите кои што всушност и не се такви проблеми, или ги нема, или пак ако ги има се од минорен карактер што се решаваат низ градбата. Така што тоа е стилот на работа на СДСМ. Се што можеа да запрат како капитални проекти од ВМРО ДПМН ги запреа, тоа што веќе е птено отидено во напредна фаза и немаат лице пред луѓето да го запрат, го забавија сериозно за да изгледа дека се дел од тој процес. Тоа е жалосно што го прави СДСМ, бидејќи на крајот тој што губи е народот. А народот кога губи, ќе губи и тој што им го прави тоа. А шансата за тоа е на 15 октомври на наредните избори.